Генерацијата матуранти кои изминатите 4 години усвојуваа знаења во Кривопаланечката гимназија ги доби дипломите во знак на завршување на уште една етапа од нивниот воспитно-образовен процес. Од установата каде ги минаа безгрижните денови проткаени со младешка љубопитност за учење и усвојување нови знаења, одговорните ги отпратија со позитивна мисла и желба за остварување на нивните соништа, желби, професионална и лична надградба како индивидуи. Во оваа учебна година завршија некаде околу 160 матуранти и се надева дека поголем дел од овие наши матуранти ќе продолжат школувањето понатаму. Се разбира дека на високо научните институции во Републиката, а некои слушам дека ќе одат и надвор од државата. Се разбира дека некои ученици нема да го продолжат и нормално дека очекувам дека овие наши ученици лесно ќе се снајдат на пазарот на трудот, поготово од ова третиот степен од готвачи, стакли од автомеханичари, а се разбира дека тоа може да се случи со овие од четвртиот степен електротехничар или пак машински техничар. Училиштето ја продолжи и традицијата на свеченото врачување дипломи да биде прогласен и првенецот на генерацијата. Ученикот кој со своите знаења предничал и се истакнал во повеќе научно-наставни области. Годинава приматот и припадна на Драгана Стефановска од 4-1 клас. Таа во секоја област, ама буквално во секоја област се докажа навистина како солиден ученик. Има учествувано на многу општински и државни надпревари и со тоа се издвои од останатите ученици поради наградите кои што ги има добиено. Скромна, вредна, педантна и мислам дека навистина тоа што доби една нова титула како ученик на генерацијата ќе биде еден убав поттик за понатаму уште поуспешна да биде, а сигурна сум дека ќе биде, затоа што од неа очекуваме многу. И како град, и како училиште. Посветеност, одрекување, подготовки и залагања за часовите, но и бројните надпревари. Но ова се должи честот да се биде прогласен за најдобар меѓу исклучително добрите, рече Стефановска. За тоа се крие голем труд, како и на професорите, така и мој голем труд, со многу вложување, со многу учествување на надпревари, добивање на награди. Таа веќе има конкретни планови за својата иднина, која според класната ќе биде исклучително успешна, за да со неа, како што рече, се гордеат и градот и училиштето. Најверојатно тоа ќе биде дел од информатика, програмирање, затоа што сметам дека во таа област највеќе се пронаоѓам. Директорот Милковски нагласи дека оваа генерација, како и сите други, оставила особен белег во училиштето, но некако карактеристичен, рече, е бројот 10. Од тука, посака сите кои ќе продолжат на високообразовните институции да бидат запаметени по десетките кои ќе ги добиваат, додека останатите, според него, со десетка да ги завршуваат сите работи во животот во знак на успешно реализираните цели.